Никола Димитров. Фала, Зоран. Задоволство и привилегија ми е да сум тука со пријатели и мило ми е што гледам полна сала. Ќе се обидам да не повторам многу од тоа што Флоријан, го бидејќи често работиме заедно и горе-долу имаме слична мисла. Генерално, настапот ми е ситуацијата ни е очајна, ама не е безнадежна. Ќе почнам зошто ни е ситуацијата очајна и ќе се обидам да завршам со зошто не ни е безнадежна. Очајна ни е во два дела. Прво, контекстот е многу лош, и глобален, и европски, и регионален. И вториот елемент е дома имаме голема каша и голем хаос. Контекстот е лош, Флоријан многу од тоа образложи. Прво, процесот на проширување е смислен како процес што ќе го стабилизира Балканот и преку кој што државите од Балканот ќе станат вистински демократии, со вистински судови, каде што луѓето ќе имаат еднакви можности и сето тоа ќе донесе економски просперитет, така како што они ќе се приближуваат постепено кон остатокот кон Европската Унија. По големото проширување од 2004 и Бугарија и Романија 2007, довербата дека овој процес функционира и вистина ги менува овие земји паѓа. Од една страна, а од друга страна довербата дека овој процес е фер и е врз основа на реформи, а не политички решенија, исто така паѓа на Балканот. Најдрастичен пример за тоа е Македонија, која што е земја кандидат од 2005 година и упорно е оставена на милост и немилост на една друга земја членка Грција, наш сосед, и тоа сето создава еден контекст каде што за македонската јавност е невозможно да се верува дека процесот на проширување во основа фер. Бидејќи очигледно дека 2005 година, 2006 година Македонија можеби и можеше да почне преговори. Денеска не може, кај нас ефектот на трансформација е свртен со главата надолу. Наместо да одиме кон подобро, поради оваа блокада, ние одиме кон полошо и денес ние реално имаме многу полоша ситуација дома. Слично е да речеме со Србија Косово. Таму фокусот на тој однос е толку голем, што Брисел малку подзамижува на некои прашања кои што се јасно демократски дефицит на Белград, како што е односот со медиумите, владењето на правото, скандалот што го има во Сава Мала, каде што практично насилници срушија згради, а полицијата не дојде на помош преку ноќ. Тоа е комисијата е меѓу овие две недоверби. Земјите членки, како што е Холандија или Германија, не веруваат дека процесот функционира. Земјите кандидати не веруваат дека е процесот фер. Комисијата е таа која што креативно го држи во живот. И излегува со Fundamentals First, на владење на право, на реформи на јавна администрација, го сменија начинот на известување, минатата година, оваа година го проширија новиот начин, новата генерација на известување така натаму. Меѓутоа, тоа е една тешка задача на комисијата, да обезбеди, да ја адресира оваа недоверба на двете страни. Вториот проблем е што Европа, чувме, исклучително зафатена сама со себе, од финансиската криза, кризата на еврозоната, бегалската криза, или каде што се покаже дека многу земји членки не се солидарни со другите. Има земји членки што не примија ниту еден бегалец и Германија што прими, колку прими? Речи си 1 милион или над 1 милион. И дојде Брекзит, и има плюс една цела глобална криза на тоа како светот води политика и на либералната демократија за која што зборуваше Флоријан. Европа не е зафатена сама со себе, има и надворешни предизвици, тоа е разбудената Русија во Украина пред се, меѓутоа и кон балтичките држави, и на Балканот има зголемено повидливо влијание и така натаму. Терористички напади на европско тло,
Сирија и други нестабилни джепови, да речеме, во светот, така што Западниот Балкан се додека е мирен и не експлодира, нема многу да ги остава без сон, како што спомна Флоријан, и нема многу да ние сме во најдобар случај нешто многу споредно, доколку нема нестабилност и експлозии. Во таа ситуација неспорно е дека главниот буткач, двигател на промената мора да дојде од внатре, не може да дојде од надвор. Нема да дојдат и да не го решат проблемот. Тоа е зошто е ситуацијата очајна во поглед на контекстот. Зошто е ситуацијата очајна во поглед на ова што дома не се случува. Само ќе нафрлам неколку елементи од последниот извештај од ноември на Европската комисија. Прво, зборуваат во неколку наврати за заробена држава, што значи институции кои што веќе престанале да си ја вршат својата функција. Институции што слушаат лидер на партија или фамилија или една политичка партија. Јас често зборувам анекдотално, меѓутоа очигледно е вистинито. Во Македонија денеска има две институции што функционираат. Едната се кафана и другата е специјалното јавно обвинителство. Се друго можеме со целосен легитимитет исклучително длабоко да се сомневаме на било што ќе кажат или на било која одлука што ќе донесат. Во извештајот вели нема прогрес во борбата против корупција, нема прогрес во борбата против организиран криминал, нема прогрес во делот на слободата на медиумите, има назадување дури во однос на 2015 година во судскиот систем, што е фрапантно, бидејќи 2015 година беше година на неказнивоста. Ние се обидовме, нашиот председател односно се обиде, Македонија да ја прогласи за земја каде политичката гласа е целосно недопирлива. Тоа не помина, се смени, пак делумно на внатрешниот импулс, протести по улици и на осудите од надвор. Што мислам дека ќе поминам полека кон надежта, меѓутоа јас упорно пишувам и барам од Брисел да биде отворен и не можам да се дозволам јас да не бидам отворен. И во делот што можеме да очекуваме по изборите, ние не можеме да не кажеме дека прво прашање ова дали можеме да ги наречеме избори, мислам дека е многу повеќе референдум. Зошто ние имаме предвремени избори, како да позаборавивме малце во сите тези за двојазичност, федерализација и така натаму. Ние имаме избори затоа што има огромни индиции и основани сомненија дека во период од неколку години Македонија била предмет на сериозно цицање финансиско и на сериозни злоупотреби и заробување на институции. И сега таа планина од криминал не можеме да ја решиме затоа што институциите потфрлија. Прво потфрлија членовите на таа партија, после потфрлија институциите. Сега таа задача на соочување со таа реалност доаѓа на нас како јавност и на граѓаните на 11 декември. Зошто не е сеедно кој ќе победи на 11 декември во однос на европската перспектива на Македонија? Ако тие кои што се под истраги за ова за што зборувам победат, тие како ќе работат на реформи на правосудството за да има независни судови со кои што ќе се соочат самите тие? Тоа е во основа и главниот проблем на Пржинскиот договор. Ние се обидуваме да работиме на средување на кашата и на хаосот со чинителите на кашата, или барем со луѓето за кои што имаме слушнато и имаме индиции дека се креаторите на прљавото. Како ќе го чистиме тоа со нив? Значи, ако они победат, ние имаме една многу различна перспектива во однос на европската иднина на Македонија. И ќе ви кажам што ќе биде. Дури да бидат прилично средени и пристојни изборите, инаку терминот кредибилни избори се користи за африкански држави. За европски држави терминот е фер и демократски
и баш ми е жал што ние паднавме на тоа дередже. Меѓутоа, покрај корупцијата и заробената држава, имаше индиции за изборен криминал и за изборни измами. Затоа, ако ние како народ не дадеме сигнал дека ова не може вака, во основа сигналот за државите членки ќе биде ќе ја затворат книгата за Македонија и ние барем за извесен период ќе станеме изгубена кауза. Они ќе се преправаат дека има процес, комисијата ќе пишува извештаи, следниот ќе излезе, ќе направат една година сега пауза, ќе биде на пролет 2018 година. Меѓутоа нема да има никаква вистинска и реална надеж Македонија да зачекори напред. Ако ги казниме и ако победат други политички сили, ќе има два главни момента што ќе мораат да се исполнат за вистина да имаме европска иднина. Едниот е разбуденото граѓанство кое што покажавме дека го имаме во контекст на криза последниве 2 години, ќе мора да остане разбудено и да остане да ја притиска и новата власт, без разлика која ќе биде. И второ, ќе треба Европа да се отвори и да не ги подотвори вратите, бидејќи во контекст на Грција името и така натаму, бидејќи они се во секој случај се учесници на контекстот што доведе до оваа прљавштина последниве 2 години. И сега за во однос на дали е Балканот приоритет, не е приоритет, Лорд Робертсон, кој што во тоа време беше генерален секретар на НАТО и многу беше вклучен во кризата 2001 година, еднаш рече: што барате во циркус ако не можете да јавите на 2 коња во исто време? Значи, Европската Унија не може да се бави само со себе и да заборави на Балканот и на други. Они заборавија на Сирија 5 години и дојде Сирија внатре, преку бежанската криза. Значи, они ќе мора да се бават и со Балканот и ако видат еден автентичен, вистински импулс дека Македонија решила да прави држава, ќе мора да се отворат и они тоа ќе треба некако да се сработи. Меѓутоа, ние да се преправаме дека техниката на процесот ќе донесе прогрес, дека имаме избори и sejedno е што ќе се случи, мислам дека не е честно. Ја тука ќе застанам за да има време за прашање. Токму на време. Ти благодарам, Никола. Сега му давам збор на доктор Иван Дамјановски, доцент на Правниот факултет во Скопје по политички науки. Благодарам, Зоран. Знаете, една од лошите работи која сте последен на панеле, тоа што многу од работите кои што се сакале да ги кажете, веќе некој друг ги исцрпил пред вас. Така да ќе се обидам да избегнам повторување колку што е тоа можно. Да отворам некои перспективи кои што во моето излагање повеќе се фокусираат на потесниот контекст на денешната дебата. Тоа е неизвестноста на целокупниот пристапен процес во Западниот Балкан пред се. Ќе посветам и неколку констатации на македонскиот случај. Во контекст на главните пропагатори на оваа неизвестност, веќе беа наметнати неколку тези околу улогата на поглобални надвор